Време за првиот разговор во денешното издание на Македонија наутро на актуелна тема која не засега сите нас, а ја почнуваме вака. Минималните месечни трошоци на едно 4-члено семејство се зголемиле за близу 3000 денари, покажуваат пресметките на Сојузот на синдикати на Македонија, изработувајќи ја синдикалната минимална кошничка. Според анализите, најголемо зголемување има кај исхраната и пијалоците. Граѓаните велат дека голем дел од трговците актуелната економска криза ја користат за дополнителен профит и манипулација со цените. Што велат од Организацијата на потрошувачи на оваа тема? Разговараме со нашата гостинка. Велам добро утро за Мартина Гранчаревска. Добре ни дојдоте. Добро утро, добро ве. Почнуваме со оваа информација, која што веќе ја знаат и граѓаните, меѓу другото, дека од 1 јуни престана да важи антикризната мерка со која што беа намалени маржите и данокот на додадена вредност. Меѓутоа, по укинувањето на истата, информациите велат дека за овој кус период, да речеме, зетинот поскапел за околу 25 денари, шеќерот за повеќе од 8, млекото за 9. Поскапувањата не се незаконски, но граѓаните велат дека се нереални. Што велите вие од Организацијата на потрошувачи? Да, како што кажавте, сега во последниот период, особено по укинување на мерките од Министерството за економија, дојде до пораст на цените. Трговците, како и пред укинување на маржите, така и сега на некој начин ја прават она манипулација со цените и сето тоа на грбот на потрошувачите. Ние како организација нели сме против тоа, бидејќи нели заштитата на потрошувачите ни на прво ниво. Тоа се прави, нели ние сме пазарна економија, трговците имаат можност самостојно да ги формираат цените, но сепак треба да имаме солидарност во оваа ситуација, солидарност од страна на трговците, тоа да го прават, нели, како да кажеме, на некој ниво, да не доаѓа до огромно поскапување, кој што се случи со основните продукти, зејтинот, шеќерот и слично, поскапеа можеби по 20-30 денари. Тука нема можност за ограничување од страна на некоја институција и на тој начин веќе кажеме дека трговците можеби го искористуваат тој сегмент сега. Се охрабруваат ли граѓаните да пријавуваат и зашто има најмногу преставки? Да, потрошувачите пријавуваат кај нас постојано. Сега пријавуваат во однос на цениви, имаше доста голем проблем, особено и во оној дел кога беа ограничени маржите, имаше трговци кои што не го почитуваат тоа и кои што ги зголемуваат цените, сепак на прикриено зголемување на цените, особено во малите продавнички. И сега има поплаки од потрошувачи постојано, дали тоа се однесуваат на купување на бела техника, дали тоа се однесува на купување технички апарати, мебелот, тие се доста актуелни, односно тука доаѓа до израз нели проблемот со самите сервисери, кој што е голем проблем и со гаранцијата, како еден вид на потрошувачко право нели заштитено со закон за потрошувачи, но сепак еве ние се обидуваме колку што можеме повеќе да го регулираме тој сегмент. И сега тука ќе напомнам голема проблем има и со јавните услуги во последно време, да кажеме електрична енергија по високи цени, потрошувачите сметаат дека не потрошиле толку колку што им е наплатена сметката. Во тој случај нели треба да се обратат до институцијата, јавното претпријатие кој што им ги нуди тие услуги и да побараат нели да се регулираат цените, еве конкретно на електрична енергија, да се домелира во следната сметка. Проблеми имаше исто така со онлайн продажбата, тие се доста актуелни веќе во последниве 3 години со ковидов, постојано има проблем со онлайн продажбата, проблеми. Значи во глобално еве да кажеме тие се тие проблеми со кои што секојдневно ние како потрошувачи се соочуваме. И како реагирате по преставка? Да, доколку да кажеме определен потрошувач се обрати кај нас и утврдиме дека ние како институција и организација можеме да му помогнеме, поднесуваме ние сами дека напишеме поплака до определена државна институција во контакт со определени трговци, се обидуваме алтернативно да го решиме спорот, нели оние компании што имаат добиено фер со потрошувачот сертификат, ги контактираме со цел нели да се реши алтернативно за да нема трошок за потрошувачот. И сега во определени случаи кога ќе утврдиме дека и ние не можеме ништо да направиме, во тој случај ги упатуваме до надлежната институција, тоа се најчесто инспекторатите, дали е државен пазарен инспекторат, санитарен инспекторат, агенција за храна и ветеринарство, бидејќи сепак ние сме и невладино тело, немаме толку ингеренции. Цените се слободни, што значи дека трговците може слободно да ги формираат, но тоа треба да е евидентирано и прокнижено. Дали е тоа така во пракса, што велат вашите информации?
Па во конкретност мислам дека повеќето трговци ги почитуваат овие сегменти. Има дел, како што кажав претходно, најчесто тоа се случува кај малите, оние знаете, мали колонијали, мали продавнични, тие се тие што манипулираат со цените. Да, не го исклучувам фактот дека и големите продавници манипулираат со цените, но не толку кој што се овие малите. И сепак кога се јави проблем, имаше некои потрошувачи кај нас се обратија токму за тоа, ние ги упативме државен инспекторат кој што е надлежен да регулира цената на пазар. Граѓаните најмногу се жалеа во моментот кога престанаа да важат антикризните мерки, се жалеа на тоа дека маркетите ги повлекле производите од рафтовите за да може веќе другиот ден да ги продаваат по поинаква повисока цена. Го прекршиле ли тука трговците законот? Да, тука веќе станува збор за нечесна пазарна практика. Ќе спомнам дека во новиот закон кој што се носи за потрошувачи, токму ќе се регулира и овој сегмент многу повеќе, нечесна пазарна пракса, и ќе има поголеми казни за трговците кои што не ги почитуваат. И сега во овој сегмент ќе се прекрши законот доколку да кажеме трговецот не го изложи производот на рафт, истиот го чува и го има позади во магазин или го чува под касата и слично. Во тој случај тој прави нечесна трговска пазарна пракса и го прекршува законот бидејќи не го изложи производот, истиот го чува за другиот ден да го продаде по повисока цена. Во тој случај, нели потрошувачите веднаш што го утврдат таков сегмент, нека пријават во државен пазарен инспекторат, бидејќи он настапува нели тука во контрола и го регулира тоа. Господините законот за заштита на потрошувачи во поголема мера ќе го штити правото на потрошувачите? Да, ќе има доста повеќе измени. Тие се во согласно со европската регулатива, ќе бидат доста нели внесени европски регулативи во новиот закон. Сега на кратко ќе ве кажеме, веќе има да кажеме измени во делот на гаранцијата, каде што производителот ќе има право да поголема нели можност ќе треба да обезбеди резервни делови за потрошувачите за подолг период, ќе има измена во онлайн продажбата, поголема заштита ќе има во тој дел, ќе има поголема заштита како што кажав за нечесна трговска пазарна пракса, рекламирање цени и ред други активности кои што ќе бидат нели опфатени со овој закон и кои ќе ги штитат потрошувачките права, и сега се очекува до крајот на година да биде донесен. Манипулациите од страна на трговците според сведочењата на граѓаните се бројни изминатиот период, голем дел се однесуваат и на онлайн продажбата, која што ја споменавте и на почетокот на разговорот. Бројни продавници што регистрирани, што не, но голем дел од нив исто така ги злоупотребуваат правата на потрошувачите. Има ли тука поплаки на што најмногу се однесуваат? Да, можам да кажам нели кој што напомена во изминативе 3 години голем број на поплаки имаше токму за онлайн продажбата. И сега најчесто тие се поплаки во делот на нелегална онлайн продажба. Проблем кај нашите потрошувачи е што не може да направат дистинкција и разлика дали е онлайн легална или нелегална продажба, и најчесто нели се прелажуваат, купуваат преку социјални мрежи и не им стига производ како што нарачале, им стига различен производ. Да кажеме доколку нарачаат бела техника, значи има и потрошувачи кои што нарачуваат онлайн бела техника, технички апарати, не им стига упатство, гаранција, фискална сметка, немаат можност за заштита. Сега ние ги советуваме секогаш кога купуваат онлайн, најпрво да утврдат дали трговецот е регистриран, тоа може и сами да си го проверат, нели според назив во централен регистар, можеме во УЈП, нели да се распрашаат дали има физичка продавница. Доколку трговецот не нуди можност за плаќање со картичка, најчесто станува збори дека врши измама, бидејќи легалната трговија нуди можност за плаќање со картичка, и секако кога плаќаат да ја проверуваат страната, нели дали почнува со security код, дали картичката каде ја даваат. Сега во овој случај кој што кажав, доколку купуваат од нелегален трговец, немаат издадена фискална сметка и понатаму немаат можност за заштита на правата, бидејќи ние немаме се уште донесен закон кој што ја регулира продажбата на социјалните мрежи. Сега Европската комисија е во тек на носење директиви кои што ќе се однесуваат токму на тоа, па се надеваме веќе се инкорпорираат и кај нас некои од следните години. Што значи, да бидеме прецизни, организацијата на потрошувачи има ингеренција и надлежност да реагира само кога станува збор за регистриран трговец. Да, регистриран трговец истата ингеренција има и државен инспекторат. Доколку не е регистриран, нема институција која ќе ги заштити потрошувачите. Како во меѓувреме, како да се заштитиме сите ние кои што пазариме, дали онлайн, дали одиме во маркети и продавници од манипулацијата на
трговците. Да, значи манипулацијата на трговци на честната пазарна практика однесува во многу сегменти. Еден некои основни правила е секогаш да си бараме фискална сметка, бидејќи сите потрошувачки права можеме да ги оствариме враќање, поврат на средства и слично само со поседување на фискална сметка. Кога купуваме производи од бела техника, технички апарати, секогаш да земаме гарантен лист, бидејќи нели тоа ни е многу важно за остварување на потрошувачките права. Исто така, нели да следиме цените, да го потврдиме дека на рафта една цена ни наплаќаат друга, да реагираме кај трговецот, да пријавиме во надлежна институција, значи во секој случај да се внимава од тој сегмент. И ќе напоменам, често проблемот кај купувањето на мебел, потрошувачите купуваат без договор, значи обавезно да земат договор или фактура за да може да ги заштитат права. И договорот прецизно да го прочитаат. Токму така, да. Благодарам, Мартина, за гостувањето во Македонија наутро. Ова е актуелна тема. Сигурно сум дека ќе отвориме и во периодот кој што следува повторно, но добро е како основни информации да ги знаат и нашите гледачи. Благодарам. Ви благодарам на вас.